Владата го објави повикот за изведувач на проектот Јужновардарска долина втора фаза, во кој се наоѓа системот за наводнување во општина Валандово. Сите заинтересирани компании може да се јават на повикот за изградба на современиот систем кој покрива површина од 2032 хектари. 4 препумпни станици ќе обезбедат вода за 1080 хектари во долната зона и 952 хектари во горната зона. Проектот предвидува изградба на структурата за пренасочување на реката Вардар, рехабилитација на водозафатот и целосно автоматизирана главна пумпна станица. Ке се гради главен гравитационен цевковод со 4 препумпни станици и ке се модернизира мрежата за наводнување. Воедно, проектот вклучува и градежни работи на шахти и главни хидранти за наводнување, како и реконструкција на пумпната станица Страиште на крајот на главниот цевковод. Проектот се финансира со 70% од средства од владата на Сојузна Република Германија, преку развојната банка КФВ, односно Германската кредитна банка, и со 30% од средствата на владата на Република Македонија, како и грантот кој што беше одобрен. За оваа реализација, во втора фаза, Германската КФВ кредитна банка во декември минатата година не одобри дополнителни средства во износ од 4 милиони евра во форма на грант. Николовски најави дека изведбата на градежните работи треба да почне во септември и ќе трае 21 месец. Меѓународниот повик е според упатствата и правилата на Германската КФВ банка. Овој проект е од витално значење за македонското земјоделство, чие што основна цел е да ги подобри условите за живот на населението во јужната долина на реката Вардар. Преку одржливо управување со водните ресурси ќе продонесеме кон зголемување на просечниот интензитет на засаденост и зголемување на приносите на главните култури. Од овој капитален проект бенефити ќе имат 1300 домаќинства или околу 4500 граѓани кои што живеат во атарот на селата Пирава, Јосифово и Удово. Постојниот систем за наводнување во многу лоша состојба и не испорачува вода во повисоките зони. Во пониските зони пак испорачува вода само во 2 месеци во текот на годината. Изградбата на новиот систем за наводнување ќе обезбеди континуирано снабдување со вода за наводнување 24 часа, 365 дена во годината, со што ќе се создадат услови за обработување на сите расположливи земјоделски површини во ова подрачје. Според ресорниот министер, изградбата на овој капитален проект ќе значи охрабрување на земјоделците за промена на културите кон подоходовни кои бараат повеќе вода. Според нив, ќе се реши повеќе деценискиот проблем со водоснабдувањето со вода со 24 часовна покриеност.